5 новозаболени ученици од COVID-19 и еден наставник во Куманово регистрирани се во текот на вчерашниот ден, информираат надлежните од секторот за образование. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во кумановските основни и средни училишта од 1 септември заклучно со 13 изнесува 42 ученици и 12 наставници од повеќе училишта. Дел од учениците и наставниците веќе се оздравени и вратени на настава и работа со физичко присуство, а останатите следат онлайн настава, посочуваат надлежните, додавајќи дека досега не се случило ученик да пројави симптоми во тек на настава, туку родителите навреме реагираат и штом ќе увидат дека детето има симптоми, не го пуштаат на училиште, туку останува дома. Но и доколку некој од учениците пројави симптоми за време на настава, во секое училиште има изолирана просторија во која ќе престојува детето, а директорот на училиштето е должен да ги извести родителите и Центарот за јавно здравје за случајот. Инаку во текот на вчерашниот ден на ниво на државата диагностицирани се 50 нови ученици заболени од коронавирусот, од вкупно 240.000 ученици кои се со физичко присуство во моментов во државата. Активни случаи на COVID од почетокот на учебната година се 0,2%, информираше министерката за образование и наука Мила Царовска. Таа уште еднаш посочи дека обврската е континуирано да се почитуваат протоколите за училиштата да останат безбедни и да продолжат со физичкото присуство. Доколку се појави каква и да е потреба или аларм од епидемиолошката служба или од Комисијата за заразни болести, министерката вели дека министерството е подготвено директно да се префрли на следен модел кој ќе биде препорачан, а трите модели се донесени и утврдени од влада во соработка со Комисијата за заразни болести. Според податоците на МОН, во основното образование околу 2% од учениците следат онлайн настава, а во средно образование околу 7%. Царовска денеска напомена дека сите училишта имаат обврска да обезбедат онлайн учење за учениците кои имаат одобрение од училиштето и сите оние кои се во изолација и треба да следат онлайн настава, треба истото да им се овозможи. Доколку нема можност за такво нешто, тогаш се доставуваат материјали. Граѓаните на Куманово речиси воздржани во однос на присуството на COVID-19 во училиштата. Па јас мислам дека тоа дете сигурно во училиште не се заразило, можеби некој од родителите пренел и дошло до заразување и затоа не би требало да се казна 30 деца заради едно. Тоа да се изолира, што ме изолирано, окей. Сепак возрастните треба да преземат малку повеќе, да се заштитат или кој ќе видат болен да се тргнат од него едноставно. Се и вируси, нели? Има алергии, мислам дека и промена на времето, сето тоа делува и доаѓа до до заразување. Нема некој кој знае какво заразување, само им тече носе на децата, тоа е нормално и до сега имало така, нели? И да не биде се во корона. Па само да се почитуваат мерките што ги предават за средните власти, иначе и да одат сите, па да не одат сите губат. Така да строго со мерките кои ги препишуваат здравствените власти. Најдобриот начин да може да се спречи ширењето, се уште тоа немаме некој си посебен начин, но самиот вирус не е познат како се пренесува, како се шири, се уште се откриваат нови работи, нови мутации. Со соопштение денеска се огласи и детската амбасада во светот Меѓаши, која бара да се воведе задолжително бесплатно тестирање за сите ученици и персонал во училиштата, за да се спречи неконтролирано ширење на вирусот во училиштата. Очекуваат надлежните од Министерството за образование и наука заедно со директорите на училиштата да изнадат начини и да го искористат убавото време, креативноста и можностите на училишните дворови и да прилагодат делот на ставата да се одвива надвор на отворено, за да им се овозможи на децата слободно да дишат. Како што потенцираат од првата детска амбасада во светот, скратувањето на наставата и должината на часовите е уште една брза и ефикасна мерка која може веднаш да се спроведе за да се избегнат други здравствени проблеми.